Почитувани пратеници, членови на владата, денеска пред нас имаме во собранието нашата иницијатива поднесена од опозицијата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз за гласање недоверба на владата на Република Македонија. После повеќе од 5 години опозицијата во собранието го користи овој уставен механизам. Значи нешто што е уставна можност која опозицијата ја има и таа уставна можност денеска опозицијата во собранието ја користи. Ние сметаме дека е дојдено време прашањето за доверба на владата, односно за изгласување на нејзина недоверба да се покрене во парламентот и собранието да гласа поднос на тоа. Како и секогаш кога опозицијата ќе повлече некој потек, обично се јавуваат диригираните критичари да спорат со идејата, со тајмингот, со целисходност. Истите кои до вчера велеле зошто не покренете иницијатива за доверба на владата, денеска истите тие на знакот на сигналниот пиштол испукан од Илинденска безброј ќе речат не требаше така. И веднаш започнува онаа иницијатива на притисок, една харанга против опозицијата, во која опозицијата се представува како најголемо зло што постои во земјата. Се што прави опозицијата според овие квази критичари, обични платеници на власта е погрешно. И ние сме уникатен пример на создавање на опозицијата во земјата. Ние, почитувани колеги пратеници, немаме илузии дека денес на гласата на владата ќе биде изгласана недоверба. Повторувам, немаме илузии дека денес на владата на Република Македонија ќе биде изгласана недоверба. Ние веруваме дека оваа ефтина мелодрама ќе заврши на крај со меѓусебна поддршка помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. И со тоа јавноста треба да ги види односите помеѓу овие два коалициони партнери. Не дека се во конфронтација, туку дека се поприлично идилично. Дека за коалиционите партнери во владата оваа епизода од нивната сапуница е слична на онаа која имавме пред некое време да ја гледаме, како на оној ефтиниот глумец Магаш Прелюбникот, кој за 500 евра е спремен да каже се во камера, а за 1000 евра е спремен да глуми во некои поинакви жанрови на филмови, од пристојност нема да кажем во какви жанрови е спремен да глуми. Веројатно таа ситуација денеска во парламентот ќе заврши на ист начин, со подавање на рака и со продолжување на владата на Република Македонија како и досега. Дали сакаме да падне владата? Постави некој прашање, каква е логичноста да го поднесеме ова барање ако не сакаме да падне владата? Да, сакаме да падне владата. Меѓутоа не очекувам дека тоа ќе се случи. По истиот тој рецепт како што се глумеа улогите во тепачката на Калето, каде што едниот коалиционен партнер преку денот гравеше, а вториот во текот на ноќта рушеше. Во Слупчане, во случајот со таблите на училиштата, тепачките по автобусите, меѓусебните подместувања во армијата на Република Македонија, ќе се предизвикаат тензии и инциденти за подоцна, како да ништо не било, продолжи пленот да се дели. И да се однесуваат како да ништо не се случило. Тоа во медицината се вика ретроградна амнезија. Тоа што било претходно, не се сеќавам што е. Иако за целата јавност е очигледно тоа што е. Во каков амбиент расправаме за овој чин? Македонија се наоѓа во пат позиција, особено во фаза на нефункционалност на демократските институции во земјата. Состојба која е предизвикана од оваа, јас би ја нарекол трагикомедија, режирана од коалиционите партнери во владата. Ем се сакаат, ем се мразат. Ем се неќат, ем се сложни во поделбата на пленот. Заедничка е само обсесијата да се остане на власт. Никогаш не ми стана јасно како е можно 25 милиони евра да се платат за камата на медицинска опрема, а никој да не одговара за тоа. Денеска ми станува појасно. Веројатно беше тешко да се претпостави дека после 20 години плурализам ќе бидеме во ситуација да разговараме за вакви состојби. Меѓуетничките односи во Република Македонија, почитувани колеги пратеници, се анкерниот столб на опстанокот на оваа држава. Меѓуетничките односи се столбот на кој се заснова државата. Ако е тоа така, се поставува прашањето зошто некој би се осмелил
да се коцка со нив и со иднината на граѓаните на Република Македонија. Власта ги користи меѓуетничките односи за да ги покрие сите оние пропусти во различни сфери на државата во кои постојат. Во економијата, во здравството, во образованието. Веројатно беше тешко да претпоставиме дека после 20 години од независност навистина пак ќе се вратиме на оние теми кои мислевме дека се веќе однапред затворени. Пробуваа да ја пресретнат оваа дебата колегите од ВМРО ДПМН со тези дека СДСМ сака да ги запали меѓуетничките односи. Дека СДСМ сака да предизвика тензии на меѓуетнички план. За среќа граѓаните знаат и македонци и албанци дека единствениот доследен поддржувач на рамковниот договор во Република Македонија е Социјалдемократскиот сојуз. Дека партијата која веројатно е најзаслужна што се сопре конфликтот во 2001 година нема шанса да отстапи од оние позиции кои ги имала. Тогаш ја преземавме обврската раскараното општество, поделено по секоја основа. Општество и држава во кој на пола територија полицијата не можеше да влезе. Повторно да почнеме да го градиме. Исто така како што ја преземавме обврската, буџетскиот дефицит од 12% да го намалиме на 0,5%, за сега да има можност пак некој да го качи на 3,5% и тоа лаконски да каже, па тоа е нормално. Не е нормално. Не држи обвинувањето дека од една страна ги тераме да го почитуваат законот представниците на владата, а од друга страна ги провоцираме на конфликт. Спроведувањето на законот е најсигурниот начин и најсилниот бранител на стабилноста на државата и гарант на добрите меѓуетнички односи. Владата праќа лош пример со фактот дека самата не ги почитува законите. Македонија е земја на изместени вредности во моментот. Благодарејќи најмногу од се на оваа власт, која го сруши дигнитетот на институциите, целосно поклопувајќи ги и партизирајќи ги, водени од желбата за власт на партиската олигархија, за власт на малкумина, а не за власт на народот. Еве неколку примери, кои и колегите ги зборува, јас сакам уште нешто да ги повторам. Министерот за одбрана Фатмир Бесими бил приватно во Слупчан во работно време. Прво, министер за влада во работно време и надвор од работно време приватно никаде не може да оди. Се што прави му се препишува како на член на владата, како на човек кој е задолжен да го почитува и брани уставот и државност. Врховниот комендант на армијата, председателот Иванов, бара истрага за постапката на министерот Бесими. Овој вели дека нема ништо од тоа. Народски кажано, не го ферма. И не е проблемот дали тој заслужува таков однос со својата свесно преземена улога на случаен сопатник во бродот Македонија, кој се повеќе наликува на Титаник. Тој е председател на нашата држава, на мојата држава и како председател на државата треба да се почитува. Не може да служи за мајтап и за подбивање. Заменик министерот за одбрана бара дисциплинска постапка. Министерот ја спречува одземајќи ги овластувањата за дисциплинска постапка на надлежните во министерството. Пазете, министерот за одбрана, контрирајќи со заменик министерот, им ги одзема правата на дотогаш задолжените за покренување на дисциплинска постапка во министерството. Министерот за образование бара дисциплинска постапка и санкционирање на сторителите на незаконското поставување на табли на училиштата. Министерката за внатрешни работи не ги видела таблите на училиштата и нема информација што се случува. И пак и обратно, министерот за образование нема информации од Министерството за внатрешни работи за тепачки во училиштата. Едниот коалиционен партнер предлага закон, а другиот го блокира донесувањето на тој закон во парламентот. Највисоката институција во државата е заробеник на ова однесување, на тактичкото надмудрување на коалиционите партии во власт. Парламентот и граѓаните на Република Македонија не може да бидат заложник на тактичко надмудрување помеѓу коалиционите партнери во власт. Сето тоа е на грбот на граѓаните на крајот. Внимавајте, тезата кога се носеше овој деловник на собранието беше да не се дозволи опозицијата да ги блокира законите со предложение дека ја блокираме европската агенда и реформите на владата. Сега имаме ситуација кај што самата влада
го блокира донесувањето на законите и процедурите во собранието. Најмногу од се пречи игнорирањето на мирот и спокојството на граѓаните. Врв на хипокризија и неморалот е злоупотребата на најсветото на децата. Независно кои се и од која етничка припадност. Денес децата се жртви на жилбата за градење на псевдопатриотизам, кои собствените поддржувачи, затоа што патриоти се оние кои мислат на сите, а не оние кои мислат само на одредена група. Патриотизмот на луѓето се мери во квалитетот на животот, а не во тоа колку јаки зборови ќе изговорите и колку мислите дека сте храбар на збор. Денес, ако си албанец, не можеш да учиш во аеродром, а ако си македонец во Чаир. Наместо убавината на различноста, ја имаме монструозноста на сегрегацијата и живењето во паралелни светови. Силата мора да е во аргументите и во почитувањето на законите и институциите. Само на оној на кој силата му е во топузот, траговите му смрдат на нечовештво. Ми пречи и како човек и како пратеник во ова собрание. Ако во Чаир децата македонци во страв седат секој ден, да не влезе некој и да почне да ги малтретира. Тоа е сулудо. Се сеќавам своевремено кога еден случаен минувач на улица ме праша прилично жолчно зошто дозволувам децата албанци во училиштето Брасто во општина Карпаш да учат. И тогаш му одговорив затоа што се деца. И сега истиот став го имам. Преку деца политика не се тера. Абсурдно е и мизерно некој да троши 3 милиони евра за фонтани, врби и споменици, а ние како во периодот после војната да ги тераме децата да учат во групни паралелки. Од прво до четврто одделение заедно. А во исто време го имаме Скопје 2014, проект на кој треба да се воодушевуваме и кој гледаме дека испумпа од државниот буџет за кратко време 450 милиони евра. Денес секој во своето стадо, како во племенска заедница, ги менува имињата на улиците. И ние тоа го гледаме како да е тоа нечие наследство, нечија дедовина. Не им е битно дали некои од тие луѓе се народни херои, не им е битно дали некои од тие луѓе легнале на бомба за Македонија. Примерот со Стив Наумов е повеќе од очигледен. Не им е тоа воопшто битно на оние кои сакаат да бидат поданици на власт. Битно им е да му се допаднат на господинот Груевски и да му се допаднат на господинот Ахмети. Тие играат заради нив. И овие двајца луѓе се најодговорни ваквите погубни политики да ги спречат. Денес во Македонија е стандард дека ако си чесен мислат дека си глупав, а ако размислуваш со глава дека си улав. Денес е нормално да правиш контрапротести, ама е ненормално да ги поддржиш автентичните протести и облици на незадоволство. Денес первертираните критериуми дозволуваат да направиш за 2 дена синдикат и да го прогласиш за релевантен. А оној 20 години кој обстојува е комуњарски и под контрола на Бихачка. И треба да се уништи. Македонија е земја на разорени демократски институции и слепи послушници кои за ситна мала паричка се спремни и да убијат и да запалат. Сериозно стравуваме дека ако вака работите продолжат со неодговорни политики, ќе нанесат непоправлива штета на мирот и со животот на граѓаните на Република Македонија. Потребна е само искра. Ова буре бензин, кое, како и се останато, го преполнија, водени од собствената желба за власт, сложни во образата кон се останато, да го запалат и да ја втурнат земјата во меѓуетнички конфликт. Македонците може да ја доживеат судбината на хазарите, да ги снема и да исчезнат. Затоа, почитувани пратеници, не зборував ниту за економија, ниту за здравството, за што често зборувам, ниту за образованието, ниту за надворешната политика на земјата, не дека нема што да се каже. Ние се наоѓаме во опасност по мирот на граѓаните на Република Македонија, загрозени се спокојството на луѓето и тоа треба да биде спречено. Во тој смисол ве повикувам да размислите. Ќе дадете ли виза оваа погрешна политика да продолжи или ќе ја прекинеме сите заедно во интерес на граѓаните на Република Македонија? Сосема на крај, за да бидеме на чисто, Социјалдемократскиот сојуз ниту се плаши од избори, ниту има намера да поднесува интерпелација наместо избори. Изборниот законник ви е во процедура
може за 2 недели сите работи да се усогласат, амандманите да се прифатат и да ја прекинеме сите заедно оваа лакрдија. И немојте да ги импутирате ставовите на голем број луѓе кои немаат никаква врска со раководството на Социјалдемократскиот сојуз. Благодарам.